Добри ден и убави ден, драги наши пријатели. Добри ни дојдовте во уште една наша и ваша везилка. Везилка која преку нејзините нишки ги ткае убавините на македонската песна, македонската музика, македонската традиција. Затоа останете со нас, бидејќи верувам дека со нашите прекрасни содржини ќе успееме и денес да го задржиме вашето внимание. Нели, драга колешка, имаме прекрасни гости? Токму така, денеска ќе биде вистинско уживање, како впрочем и секоја недела. Добар ден и од мене, драги наши пријатели. Добре ни дојдовте во уште една везилка. И токму и денеска ќе слушнеме неслушнати приказни досега. Ќе видиме невидени предели досега. И можеби ќе каснеме нешто вкусно што досега не сме го пробале. А во нашата денешна емисија Везилка ќе ве забавува екстра бенд од Скопје и Центарот за фолклор, тоа е Етно Илинден од Могила и од Битола. Добре ни дојдовте и да започнеме.
Над Мавровското езеро од сите страни се издигаат високи листопадни и иглолисни шуми, кои се огледуваат во бистрата езерска вода. Тие му даваат посебна убавина и изглед на езерото. На југ со Бистра, на север со Шарпланина и на исток со превалецот Влајница. 1947 година на местото на денешното Мавровско езеро се наоѓала Мавровската котлина, низ која течела Мавровската река. Во тој период, на излезот од котлината, на реката и бил попречен патот кон Радика. Во котлината почнало да се насобира вода, со што настанало и Мавровското езеро, кој што се наоѓа во северозападниот дел на Македонија на надморска височина од 1200 метри и е дел од националниот парк Маврово. Над езерото се протегаат високи иглолисни и листопадни шуми. Новосоздаденото езеро поплавило 1370 хектари земјиште во тогашното Мавровско поле, претежно под ливади и акумулира околу 357 милиони кубни метри вода. Мавровското езеро е долго 10 километри, а широко од 5 до 3 километри. Најголемата длабочина е 50 на метри и ја достигнува во близина на браната која е висока 54 метри, долга е 210 метри и широка 5 метри. Денес езерото, освен со помалите притоки со вода, се полни и од реката Радика. Браната, која е висока 54 метри, долга 210 метри, а широка 5 метри, е изградена од 705.000 кубни метри материјал и служи за акумулирање на водите од реката Радика. Овие канализирани води не само што служат за наводнување, туку се користат и за производство на електрична енергија. Во зимските месеци езерото замрзнува, што го прави привлечна дестинација за различни активности. Маврово е идеално место за сите љубители на природата и на авантурата. Сочуваната зелена природа, свежиот воздух и мирот што го нуди езерскиот брег создаваат совршени услови за посета. Транспортот до оваа локација е лесен со опции за патување со автомобил или редовни автобуски линии. За сместување посетителите можат да изберат од различни хотели или да изнајмат викендици, а постојат и бројни места за кампување, како што се Црн камен, Крстови, Леуново и Никифорово. За ентузијастите на риболовот, Мавровското езеро нуди разни видови на риби, вклучувајќи пастрмка, клен, плашица, а во текот на викендите езерото е популарно меѓу риболовците. Оваа уникатна локација, богата со природни убавини и активности, нуди одлична можност за авантура и опуштање во природа, а околината е позната и по разновидниот дивеч. Во селата кои се наоѓаат во близина на Мавровското езеро, изградени се повеќе децениски викенд населби. Собствениците на куќичките секој слободен момент го користат за посета на прекрасното Маврово и да се ослободат од секојдневните обврски и стресови предизвикани на работното место. Вистинско рај прибежиште за опуштање. Иако Мавровското езеро се вбројува меѓу вештачките езера, едноставно плени со својата убавина и совршено се вклопува во мозаикот од пејзажи на националниот парк. Освен риболовот, кој е одличен за разонода, ова планинско место ви нуди одлична можност за долги прошетки и кампување. Околу Мавровското езеро поминува асфалтен пат кој можете да го искористите за обиколка и за посета на скијачките терени, но и на околните села. Сите овие убавини го прават Мавровското езеро една од најубавите и најатрактивните дестинации во Македонија, идеална за излети, планинарење и откривање на автентичните селски специјалитети во околните села.
konjeće ađami, ja le 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 le, konjeće ađami, ja. More jaz go vodam na studen klade, nec le 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 le, na studen klade, more konja me nosi, konja me nosi pred momini por ti le 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 le, pred momini por ti. Ajde teški porti, teški porti, beja zatvore, ni le 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 le, beja zatvore, ni. Ajde ne sum pile, por ti da prele, tam le 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 le, por ti da prele, tam. Ajde ne sum zmija, ne sum zmija, potpor ti davle, sam le 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 le, potpor ti davle, sam. Ajde tuk sum junak, tuk sum junak, por ti da iskar, sham le 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 le, por ti da iskar, sham. Драги наши пријатели, денешната гостинка што ни доаѓа од Скопје и со своите златни и вредни раце навистина го заслужи овој аплауз. Затоа што незините дела насекаде се толку многу посакувани и како велат, како леле, 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 некој, значи, кој уметник ги цртал, како нешто волшебно и магесно. Да ја поздравиме господјата Маја Јандриевска. Поздрав до тебе. Таа е самостоен уметник, ракотворец. Но за да дознаеме нешто малку повеќе за Маја, сега ќе ја прашаме да ни каже од кога почна да работиш вакви ракотворби, како ти се роди желбата, како го препозна својот талент за вакви изработки. И пред се добре ни дојде во студиото на Алфа телевизија и на Везелка. Најпрвин да ви се заблагодарам за можноста да го представам она што го правам на прекрасната организација и на топлиот амбиент тука. Како почнав? Јас велам, дарбата или ја носиш или не ја носиш во себе. Едноставно, тешко е дека може нештото да се научи ако се нема некој внатрешен жар. Талентирана, тоест дарба за креативност сум имала од секогаш. Почна со цртањето поликовно, нели? Како поминуваа годините, некако тоа остана во тајност. Школото, потоа бракот, па дечињата и остана во сенка. Меѓутоа, пред година дена веќе
социјалните мрежи, нели, дополнително, сите тие достапности на ракотворците на социјалните мрежи, ме поттикнаа да почнам. Да, Што од ти нешто. беше првата изработка? Која беше првата твоја изработка? Првото дело твое? Тоа е ова кукичка печурка. Ова! Да. И дури ни ја донесе во студиото. донесе, Браво, ќе се колку сме гордеам со почестени. неа. Да. Леле, колку е убава. Значи, твоето првенче. Да, и морам да напоменам дека тоа е од тегличка, од кашичка, од мојот најмал дарен дома. Така да, од сите тие теглички и шишња само гледав на страна што можам да искористам и на кој начин да го искористам тоа, така да еве што излезе од тоа. Ете што е, значи, креација. Кога Господ дал кај тебе креативност, уметност, браво, значи, како да се искористи тегличката од кашичките од бебињата. А што е ова на печурката горе, покривчето на куќарката? Почнав основата во принцип на моите изработки е стаклена амбалажа, дали е флаша, дали е тегличка, Така. картон. После тоа следат, нели, прајмери, лепила и глина. Глина, глина. поточно дас маса која се суши на воздух, не ја печам. Акрилни бои безбедни, нетоксични и лак. Браво. А ова од кој материјал е? Тоа е картон. Картонче. Картон, Картонче да. и ова. Самиот лак финално го зацврснува, така да и дрвофикс лепак обавезно, затоа што тој ја дава целата таа цврстина првично пред да стигнеме до боењето. Но и ова немаше да биде така совршено доколку ти боите не ги одбра, да бидат толку природни и толку налик на вистина на природата. Токму така. Морам да признаам дека боењето е најтешкиот дел, всушност. Се гледа. Затоа што осмислувањето некако е лесно, кога имаш маса за обработување и веќе во главата имаш слика како сакаш сето тоа да изгледа. Меѓутоа, често пати и со снаа ми морам да ја поздравам, пошто ми е ветар во грб, цело време Како се се вика консултираме. твојата сна? Мони те поздравува. Мони, и ние те поздравуваме. Значи, Така да- признание за комплетната подршка Да, од апсолутно и Маја. на сопругот, меѓутоа обавезно со неа што мислиш за ова, ќе почнам да го бојам, ќе пуштам слика и се консултираме, додај ова, измешај со таа нијанса, така да значи и тоа кога некој ќе ти даде сугестија дали е добро кога ќе почнеш, дали да правиш промени или да продолжиш тука кај што си застанал. Така, значи совршено добро функционираш, добро го менаџираш својот живот и својата работа. Ти си прекрасна сопруга, мајка и совршена во изработка на овие украси, овие ремек дела. Ајде да видиме што ни донесе во студиото и колку ти тоа многу направи за ова една година. Вака посебно сум горда на двата држачи за пијалок. Тоа е ковчежето со богатство напред. Така. И ова буренце тука, тоа го правев за роденденот на брат ми, минатата година, Ова кога буренцето, почнав. така, да. Од што е изработено бурето? Внатрешноста е пластична амбалажа. Значи, мене ми беше замислата се што може да заврши во ѓубре, да може на некој начин да се искористи максимално. Така да сите оние картони од пакети, дали биле од млеко, дали од вино, флаши, 세едно, така да основата ми е гледам секогаш да биде картон. Така Совршено изработено. Погледнете, драги гледачи, погледнете ја ова убавина. Се смее, значи се смее. Замислата ми беше да Браво. почнам нешто ново, нешто што до сега кај нас на пазарот досега, не е токму понудено. така. Затоа што нели, лесно е да го нарачаме и да го купиме ласерски изгравирано со иницијали, со имиња, со сето тоа. Замислата ми беше и да биде нешто уникатно и да биде секое уникатно на свој начин. Значи, мене ми се нема повторено изработка да биде една идентична на друга. Дали минимални нијанси или пак боја или форма или не знам осмисленоста на целата таа
замисла е секогаш различна. Значи, наместо да завршат во кантата за ѓубре, ти ги претвораш во вакви уметнички дела. Маја, ти си чудо, Маја. Ти си волшебна. Добро кажав дека си волшебна. Значи, дали подготвуваш и персонализирани подароци, нели? Еве, например, одам на роден ден кај некого и така ми е многу важен човек. Сакам да цејавам Маја, да ми подготвиш подарок за таква и таква личност. Апсолутно. И дали ти сама го смислуваш подарокот? Да, и морам да кажам, до сега сум посебно благодарна на тие што ми изразија доверба со сите тие нарачки. До сега сите оставиле на мојата замисла и никој не се покајал. Се гордеам со тоа. Така да, персонализирано, апсолутно да, сум правила уникатен држач за вино во форма на книга за честито накажано да. На запросување. На запросување. Да, и обично ми се најбарани околу славите, нели? Сега книгите, токму периодот на Да. славите. Најубавото време во Најубавото. нашата вера. Од што е ова направено? Тоа е шише со вино. Така. Прво фиксирам картон на шишето со вино, потоа го... Ова е картон? Да. Картон. Да. Значи, боењето е тоа што го Јас прави велам, совршено. ниту на социјалните мрежи, ниту со фотографија, ниту камери може да доловат како тоа изгледа во живо. Ние сме сите, значи, в чудо невидени. 100 пати поминавме овде и вака сите гледаме, сликаме, затоа што навистина е ремек дело. Така да, таа книга може да се изработи во многу мотиви, зависно од што е побарувачката. Така. Ете го напоменав моментот со држачот за вино, за честито, за кажано да, односно за запросување. Може да биде некој ваков држач за вино што е... Така. Морам да напоменам дека ковчежето што е напред, исто го правев на татко ми за роден ден оваа година, и бидејќи е во летен месец, нели, затоа беше замислата да биде нешто морско, да биде нешто што е поврзано со вода. Да. Тој држач, идејата многу долго ја обработува во себе, затоа што на Pinterest имате многу идеи. Меѓутоа, сите вакви ковшежиња се во принцип кутии за накит или за некои ситници. Јас дојдов до замисла да го направам тоа ковчеже да биде држач за вино. И на татко ми за роден ден морам да му го направам. Беше посебно мотивирана за твојот татко, да го поздравиме и него. Го поздравувам и него, и мајка ми, и брат ми, и внуците, целото сите. семејство, Да. така. Моите Филип и Дарен дома и сопругот нормално. Така да, на нив, како почетник, сум посебно горда. Ова е толку прекрасен подарок за славите што предстојуваат и имендените. Ево, ова е едно, предпоставувам, мало шишенце од вино, така? Да. Како е преточено и направено во еден совршен уметнички проект. Да, ова е токму за... Тоа е за Свети Ѓорѓија. Свети Ѓорѓија, Зимскиот, така. Да, тоа е мала флаша за вино, обично нив ми ги бараат за оној делот во црква кога се носи на литургија погача и така натаму. Ова е, еве, каков прекрасен сувенир можете да добиете од Маја, лично изработен. Еве, доаѓаат постојано странци, сакат уникатни работи со одбележијата нашите македонски, одлично си се сетила. А што е ова? Тоа е, како што го носи името и мојата страница на Facebook и на Instagram, птицата Феникс, која е секогаш, нели, нешто што значи повторно раѓање и секогаш одново издигање од пепелта, така и се одлучив за името. И кога го работев паунот на другото шишенце, пошто тоа е за мене правено, куќна слава ми е Архангел Михаел, и си дадов задача дека на моето шишенце ќе биде Фениксот од едната страна и морам некако да го скоцкам, па ете успеав. Значи, за нашите гледачи информација. Можете сите производи што ги изработува Маја да ги најдете на социјалните мрежи на страницата Феникс. Рачни изработки. Со Феникс, македонска поддршка на со македонска поддршка Феникс рачни изработки и да нарачат и веќе од постоечките да добиете доколку сакате. Сега уште
леле, како е ова шиша? Со овој фустан прекрасен црвен. Да. Леле, ова исто стакло, така? Да, стаклено е, декупаж техника е тоа работено. Што значи тоа? Каква техника е Декупаж тоа? техниката е кога пренесуваме слика врз стакло. Дали е тоа салфетка, персонализирано може да биде и слика, фамилиарна, или со некој ваш драг да се пренесе на стаклото и потоа да се работи останатиот Како е дел. прекрасно, значи А фотографија бидејќи си вечерва со фустанот. прекрасна и облечена во црвено, од срце ова ти го подарувам да ти остане. Леле, за ти благодарам, спомен од Маја, мене. морам да те гушнам. Ти благодарам И се надевам многу. ќе најде некој убаво место. Најубавото во твојот место, дом. најубавото место и навистина од се срце многу сум ти благодарна. Прекрасно Баш ми е драго изгледа. што ти се Ајде да допадна. прозбориме и за овие Ова е украси. вазничка. Вазничка. Да, Еве, да, видете за од тегличка, каква вазничка. Да нарачате за подарок за роден ден, за пријатели, за роднини, за сите пригоди. И добивате уникатен подарок. Е кутија за накид или Кутија? за било што Од што е друго за направена? ситници. Исто е картонска кутија. Леле, кутија што погледнете се за искористи накид, во да. дајкосот. Значи, еве за вашата колешка, пријателка, братучетка, сестра. Да. Ова е исто така една вазничка. Прекрасно. Погледнете како Флашичка изгледа. од сокче за бебе. Пеперутките чиниш дека се живи, дека се тука. Браво. Да, морам да кажам браво. за тоа дека бидејќи исто тие почетни денови некој го правев, така да се што е на него залепено е правено рачно, затоа што исто овие листови, гроздовите, тоа е правено рачно затоа што сега веќе нели со текот на времето силиконски модли, па се учиш сам да ги правиш тие силиконски модли, почетоците ми се Ти се апсолутно случува ли, рачно. Маја, да не спиеш цела ног додека не го завршиш? Да. Да? Да, ми се случува и да си легнам, да мислам дека сум преморена, бидејќи имам 3 И да деца. се... Три деца, браво да. за тебе, браво, браво. И сите тие обврски и да помислам дека сум преморена, да си легнам и ќе ми искочи некое видео, нели, пред спиење во и јас мислите веќе и идејата станувам Браво. и почнувам Ние да... ти посакуваме многу среќа. А вие, драги гледачи, отворете интернет страницата со македонска поддршка Феникс рачни изработки. Контактирајте ја Маја и бидете и вие дел од уживателите на овие прекрасни рачни изработки. Ти благодариме. Ти благодариме, Маја. Еднаш. Навистина сте За прекрасна. можноста и за преубавиот речек и за преубавата Ти си атмосфера прекрасна, тука. ти си благодарам прекрасна. многу. Во градот Скопје постојат многу мостови кои ги поврзуваат различните делови на градот. Низ Скопје минуваат 20 на километри од реката Вардар, која е премостена со 20 на моста. Еден од нив, изграден во поново време, е мостот на уметноста. Мостот на уметноста се наоѓа во центарот на главниот град. Изграден е во 2012 година и ја символизира современата историја на уметноста. Мостот се наоѓа на реката Вардар и ги спојува градскиот трговски центар со кружната зграда на основното јавно обвинителство. Токму на овој мост се наоѓаат голем број на скулптури на уметници, писатели и музичари кои што се значајни за Македонија. Префинетиот и раскошен изглед на мостот на уметноста е збогатен со 35 фигури на некои од најзначајните и најистакнатите просветители, ликовни уметници, писатели, композитори и актери од Македонија. Уметници кои оставиле огромен белег на македонската уметност, уметници кои имаат зад себе оставено цела ризница на дела и културно богатство, кои се бесценет дел на културното наследство на Македонија. Овој мост го красат статуите на Војдан Чернодрински, Живко Чинго, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Стефан Гајдов, Васил Илјовски, Славко Јаневски, Блаже Конески, Димитар Кондовски, Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, браќа Миладиновци, Петар Мазев, Ванчо Николески, Стале Попов, Тоше Проески, Григор Прличев, Петар Прличко, Кочо Рацин, Ацо Шопов, Тодор Скаловски, Никола Вапцаров, Мурте Запеза и други. Мостот е долг 83 метри и широк 9,2 метри, со тоа што средишниот дел се проширува до 12 метри.
Сместен е помеѓу мостот Слобода и мостот Око. Мостот е изграден во склоп на поголемиот проект Скопје 2014 и неговата изградба чинела 2,3 милиони евра. Тече како река неповратна, тука на брегот јас те чекам по судбина животна. Живот тече како река неповратна, тука на брегот јас те чекам по судбина животна. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. Тече та река ширно длабоко, јас ке те чекам за да те љубам, моја девојко. Нека тече та река ширно длабоко, јас ке те чекам за да те љубам, моја девојко. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме, живот да живееме.
Девојче бело црвено, девојче бело црвено, не оди рано на вода, не оди рано на вода, не оди рано на вода, водата ти е далеко. Водата ти е далеко, водата ти е далеко, по народ преку Вардарот, ќе паднеш, ќе се удавиш, ќе паднеш, ќе се удавиш, нема кој да те извади. Јас имам либе вечарче, јас имам либе вечарче, ќе дојде ќе ме извади и дома ќе ме однеси, ќе дојде ќе ме извади и дома ќе ме однеси. Доколку се шетате во Радовиш и Радовишко, голема е веројатноста да се наоѓате на некој археолошки локалитет, а да не знаете за тоа. Причината поради која што може да не знаете е поради тоа што голем дел од археолошките наоѓалишта не се обележани и не се оградени. Токму еден од нив археолошки локалитет и овој на кој што се наоѓаме ние денеска. Археолошкиот локалитет Велика Чука или Тумба, за кој што повеќе детали ќе дознаеме од археологот Оливер Бојаджиев. Ќе ви посакам добар и убав ден. Фала и на вас, фала на овата најава. Значи, моментално се наоѓаме токму на овој најрепрезентативен, за жал се уште неистражуван локалитет од прва категорија, тоа го зборувавме. Зошто прва категорија? Уште времето пред 50 години, кога прв пат е внесен во археолошката карта, е забележано дека ова е една од најголемите вештачки тумби или вештачки редови настанати од човечка рака, кој што во Македонија е еден од најголемите, но не истражуван. Која е таа големина, самата висина на ова вештачка ќе видиме во кадар со дрон е снимано, ова вештачко риче, вештачка населба, веќе може да кажеме, околу 10 метра во висина, 150 метра во ширина, кој што на територијата на Македонија немаме ваква, се уште не допрена, не истражена, не уништена од дивите копачи. Во јужниот сосед во Грција, Егиска Македонија, има околу 30 такви, околу Струма и околу Акси или Вардар, вакви тумби. Да скратиме намената зошто вака го направила
овој рид праисторискиот човек во бронзено време пред 4000 години или пред 3500, значи имаме траење на користење на овој рид. Самото поле кое што гледаме пред нас, Радовишко-Струмичкото поле, се поплавувало, кој што не е некое изненадување. Наше откритие, гледаме тоа случај од 21 век, 20 век, се поплувало до таа мера што луѓето ги губеле житото, го губеле зеленчукот, губеле се што било посејано. Така да праисторискиот човек дошол до една добра идеја или праисториски супермаркет, праење тумба на висина која што била со складови. Очекуваме дека кој ќе се истражи, ќе се откријат тие мали кукички складови кои што биле чувани, и се користеле резервите од храна во сушниот период, се чувале тука и биле точно на патот. Така кога се поплувало да има како да се прехранат, да преживеат. Што тој период тоа било главната приказна како да се преживее и храната да остане на суво. Така, што значи овој локалитет споминавте од прва категорија, што представува тоа? Од прва категорија итно истражување, сигурни резултати и голем бенефит за археотуризмот, кој што Македонија се уште го нема тај епитет и економски бенефит од археолошките локалитети. Така, Радовиш сигурно ќе има, ако ова се добро истражи и промовира, кој што почнавме ова година со ГКЦ Креа, го маркиравме за прв пат, значи го означивме со инфознак да знаат луѓето која е вредноста, дека е заштитено со знак. Ти кажа дека не е оградено. Да, во иднина тоа треба и да се огради, да си има билетче, и карта и влезница, како што ги имаме во малите места. У Грција, у Бугарија сме биле. И најмалиот локалитет си има влезница од 2 евра. Така, зашто е важен денеска овој локалитет Велика Чука? Велика Чука и ден денес жителите на Ораовица селото го ценат местото и дури не се осудуваат ни да сечат едно дрво. Тоа е една стара табу, дека веруваат дека ако се пресече дрво, дека ќе починеш или ќе се случи лошо. Значи го сметат за свето место, што не е далеко од вистината. Според керамиката која што е открив со теренското истражување и во самото подножје кој што има постара керамика, се гледа дека дел од керамиката не е само за намена, за кујна, за готвење, за служење храна, дека дел од керамиката насочува на култна намена. Така да не е далеко од вистината ова место да било и светилиште за жртвување. Не правиме мовет само за жртвување на анимална жртва, животинска, туку жртвите во праисторија биле и вино, потурање вино, ставање леп во посебни јами. Така ова е култно место кој што е на самиот рт од Плачковица. Значи ова е крајната точка кај што се собира сета, да ја кажеме, енергија. Кој е крајното и прегледност на сета во праисторија, да кажеме, Пајонија или во римскиот период провинција Секунда, граничникот тука. Значи има и една војна стратешка позиција, но и култна или религиозна значење. Да, ви благодарам, Оливер, на одвоеното време. Верувам дека гледачите се запозна повеќе со овој археолошки локалитет, за кој што и допрва треба да се истражува. Да, може ги поканувам да го посетат Радовиш и ако и треба посебна екскурзија или објаснување, јас сум тука како водич. Ako
Црквата Света Петка се наоѓа во скупската населба Црниче и минатата година прослави 100 години од своето постоење. Оваа црква е изградена пред точно 101 година. Во ова попладне, во оваа везелка, повеќе детали за изградбата на црквата и како е настаната оваа црква, ќе дознаеме во продолжение од отец Зоран. Ќе ви посакам добар и убав ден. Ви благодарам, исто така убав ден и благословен ден до вашата телевизија и сите гледачи кои не следат во овој момент. Како е изградена, отец Зоран, оваа црква? Македонија изобилува со многу црковни градби. Така да во 1904 година имот каде што е изградена денешна црква Света Петка е подарен од Антон и Горица Петрови, Териманови, така биле познати меѓу народот. И во 1904 година се осветени камен темелникот на овој велелепен храм, каде после 20 години, 1923-1924 година е конечно завршена градбата на храмот и верниот народ имал дом Божи каде што ќе можел духовно да расне во верата Божија. Што е важно за внатрешноста, за надворешноста на овој храм, уште да ни кажете повеќе за фреско живописот? Храмот е изграден во византиски стил. Имаме две куполи. Една на средишниот дел, каде што е пантократорот, и другата купола е над олтарот, каде во предниот дел имаме изградено камбанарија. Но камбанаријата веќе не постои, туку е померена на северо-западниот, северо-источниот дел. Во првиот период била на самиот почеток, но се случува да има земјотрес од 1963 година, каде што на самиот храм е направена реконструкција, како што кажав, камбанаријата е померена од овие простори, но се изградени после земјотрес од 1963 година два параклиси. Од јужната страна е параклисот посветен на светите цареви Константин и Елена, а од северната страна параклисот е посветен на Света Петка. За живописот во првиот период, во првите години, довербата му била дадена на зографот Папрадишки, но тие икони стојат во црквата до 1963 година исто така, бидејќи земјотресот направил големи оштетувања на иконографијата, па потоа довербата му е дадена на Теодосије Колоски, кој што се наоѓаат потоа неговите дела тука во овој храм, но од Папрадишки се задржани иконите, 24 се иконите на иконостасот, 24 се на број. Во храмот може да се сретнат и икони на Ѓорги Зографски. Тоа се наоѓаат во делот каде што параклисот на Света Недела. Тие икони се посветени на светите Кирил и Методи и на Пресвета Богородица. Како се чествува црковната слава на Света Петка тука во овој храм? Меѓу народот има во црквата постојат светителки со името Света Петка, три кои што се попознати кај народот. На 8 август се празнува Света Петка Римјанка. На 27 октомври ја празнуваме Света Петка Епиватска, таа е преподобната, која што е и посветен овој храм, и на 10 ноември Света Петка Икониска. На 27 октомври, како што треба да започне едно празнување на еден светител, велелепно, претходниот ден имаме вечерна богослужба, каде има и акатист, молитви кон преподобната Параскева Петка, и верниот народ присуствува на таа молитва. А веќе на самиот ден започнуваме со божествена златоустова литургија, каде што оној кој што празнува, како куќна слава што го има
тој ден треба да дојде прво на литургијата да се помоли, па сето потоа друго да спрема околу домакинските обврски што се. Но најправилно е така, да се тој што празнува куќна слава, да донесе колач во црква, на некои места и свештеникот оди во нивниот дом го благословува колачот, се спрема пченица или коливо познато меѓу во црковниот свет, треба да има вино и славска свеќа. Тие што го празнуваат овој ден посветен на Света Петка, навистина треба да го живеат и нејзиниот живот. Бидејќи преподобна Параскева Петка навистина изобилува со многу добродетели во текот на нејзиниот живот, преку многу примери кои што треба да се водиме сите по нејзиниот живот. Затоа и Бог ја удостоил да биде голема светителка и затоа Бог благословил ние кои пристапуваме кон неј со искрена молитва, често молитвите и да бидат услишани. Нејзините мошти се наоѓаат во Романија, во Јаши, каде што секој кој пристал така со искрена молитва навистина добил исцеление и многу чуда се случуваат на нејзините мошти. Ви благодарам, отец Зоран, за вашето одвоено време и што за оваа визилка објаснивте многу убаво токму за оваа светителка и секако за оваа црква посветена на Света Петка. Ви благодарам и нека е благословен денот.
Наши пријатели, секогаш со задоволство и со многу голема среќа ни доаѓаат нашите гостинки од општина Могила. Тоест, овие наши пријателки, дами, се представнички на општината Могила. Инаку да ви кажам, многу години сме поминале заедно, имаме многу манифестации, фестивали, настани и така натаму, и надпревари, и секогаш се закитувале со некоја од наградите. Мене ми е чест да ги представам и да им кажам добар ден и добре ни дојдовте. За Силви, Снежана, Наде и Бети. Како сте ми, драги мои пријателки? Прекрасни сме, штом сме во ваше друштво, секогаш ни е се најдобро. И секогаш ни е мило кога и да доаѓаме при вас. Навистина морам да кажам дека огромен дел во промоцијата на општина Могила завземате вие, затоа што вие сте членки на организацијата на жени при општината Могила и затоа бевте буквално секаде присутни, а верувам и од сега натаму. Значи, доаѓавте во цела Македонија, ја представувавте општината во најубаво светло со сите незини благодети. Како функционира организацијата на жени во моментот сега? Импровизираме, во секој случај импровизираме, се обидуваме да бидеме сеопфатни во повеќе манифестации. Па каде ќе не покана, таму и ќе стигнеме. Браво! Една од причините за кои што дамите од општина Могила се денеска во нашата везелка, а тоа е издавањето на книгата од организацијата Лагот, која што е посветена на сите производи од житните култури, од житото, од нашата најголема житница Пелагонија. И навистина тоа е за почит. Ајде да ни кажеш, Силви, збор 2 околу книгата, затоа што имаме многу што да кажеме за неа. И е многу практично и за младите, затоа што ја пренесувате традицијата за приготовка на лебови, значи кифли, пити и така натаму. Многу големи рецепти стари оставате во наследство. Старински, да. Ќе се надоврзам на муабето, значи воглавно станува збор за стари рецепти, кои што навистина не можеме да ги најдеме на интернет и представуваат како дел од минатото на нашите генерации и сите тие рецепти ги зачувале во една книга да имаме за нашите потомства, сепак. Ајде да видиме, да започнеме со некои од лебовите кои што вие ни ги подготвивте за денешната емисија, воедно ја презентирате и книгата. Така, да започнеме. Да, во главно станува збор, направивме неколку погачи. Така. Славски едно погачи. по едно. Ево, од таму наваму да одиме. Од таму да си почнеме. Добре. Имаме тука лепче, значи старинско лепче, наједноставно лепче. Старинско лепче. Да, со маја. Со маја? Да, така, со маја. може Бети да ми го подадеш лепчето, да разговараме малку за него, да прашам колку е тешко во денешно време да се најде мајата, затоа што еве, ова е најоригиналниот селски леп со маја, тој е со наут, така? Наут, да. Дали вие го правите сега замесот со наут, една недела да стои, значи кисни, ферментира и мора да се внимава, нели? Исто како некој мало бебенце мора да се чува. Значи, една недела трае процесот за да се направи тој квас. Да, така? Да, мајата. И може после од самиот леп да се направи за следната тура на тесто, да. маја. Се остава од тоа примес, се остава парче и следниот пат си додаваш вода и повторно продолжува да се прави маја за следно лепче. Значи, си имате традиција околу тој леп леле. Ох, како убаво мириса. Прекрасно нешто. Таму, на самиот агол... Станува збор за фанурија. Фанурија. Да. Сладко лепче кој се подготвува на свети фанурии. Представува како символ за среќа, благослов во домот. Благо лепче. Леле, колку убаво мириса, а од какво брашно се прави фануријата? Ржано,
ржано, бело, може да се измешат повеќе. Може да се измеша. Повеќе видови на брашно, да. Силви, знаеш што забележав? Забележав дека е многу тежок лебот. Процесот на ферментација. Шеќерот си го прави своето, да, тежи. Шеќерот. Да. Зато благото лепче секојаш повеќе тежи. Леле, каков вкус има со кора од лимон. Прекрасно нешто. А овој лед? Тоа е лепче со компир. Воглавно се смета за една од најубавите традиции рецепти кои што се применува кај нас и се смета за едно од најкалоричните. Порано кога било, да речем, многу посиромашно времето и после војните, имале компир, помалце брашно и така замесувале лепчиња за да го прехранат семејството. Браво, колку биле значи вредни нашите домаќинки. Ем вредни, ем креативни и сепак успеале. Браво. Нели? Секоја како вкус имаат лебовите, затоа што верувам дека се печени па и на оригинален начин во фурна, на дрва. Да, на дрва. Силви, да продолжиме понатаму. Верувам дека, значи, нема нешто што не е убаво овде на трпезата, како и секогаш вашите трпези се раскошни и полни со љубов, полни. Што ни направи ти за везелка? Пред се, секојаш работиме со љубов, нели, едно парче лепче дае, со љубов да му го даеш на некого. Така е. Направив погачица, воглавно за слава, со ким. Да. И направив селско тавче, свинско. Кимот колку му дава. Да, кимот. Прекрасен вкус. Ова е тоа? Да. Леле. Ова ќе се разликува од сите други селски тавчиња, зошто? Затоа што месото е домашно. Домашно, да. Пиперот е домашен, така? Се е домашно. Точно така, пластеница. Да? Да. Јас бев кај тебе пред 2 години на гости. Ама како сум си поминала. И во оранжериите се имаше, значи, пиперка, патлиџан, тиквица, се. Нема нешто што нема. Ова е многу вкусно. Зошто да не си насадиме кога имаме можност и при нормално. На село сме. Органски на крај краја, тоа не ставаме хемикали апсолутно. Браво, затоа кажам колку е ова многу убаво, како вкус има. Вкусот е различен. Нешто прекрасно, верувам и зимници ставате. Токму така. Зимници, ете кори правам. Корите. Домашни кори. Браво. Значи ти овие кори ги правиш значи по свој сопствен рецепт, така? Да. И дури и за продажба. Да. За сите мајки кои што сакаат да им дават на своите дечиња. Да. Тоа што е здраво, органско. Прекрасно е. Прекрасно. Тие се со гриз, со брашно, да, и млеко и јајце, нормално. Браво. Да. И дел од зимницата, ти си експерти за тоа, нели? Да, секако имаме тука зимница, малце донесов пробиотик. Имам пробиотик, значи ти си правиш пробиотик, аптека за тебе не постои. Нема потреба. Овдека имаме и црни доматчиња правени со лукче и макдонос, значи се преубави. Тие со гарнитура од мевцето. Леле. Прекрасно. Значи, ке му се насладиме. Да, и сезонска салатичка за соракичето. Ете така, сезонска, карфиолче, морковче, краставиче. А воедно си правам, имам една јаболкница во дворот. Да. И секоја година си правам киселина домашна. Киселина, браво. Тоа е тоа. Секое утро нагладно по една чашка јаболкова киселина. Браво. Прекрасно. Имаме уште, имаме и благички, донесовме и баклавички, сладкови направив исто сладко од смокви. Леле. За сите камермани, за цела екипа, по едно ќе има едно смоквиче, така? Дај ми го да го пробам, Снежана. Дај ми го сладкото да го пробам. Ти благодарам многу. А затоа што ќе си чувам место прво за тавата, но само малку вака кусо да го пробам. Домашно сепак со љубов правено се разбира. Леле, колку е добро и парчето лимон си имаме завршено својата работа. Така? Снежана, како си, добра ли си, како ти врви времето во Могила, што работиш во моментот?
Моментално добра сум. Дај Боже и Прв цел пат- живот да бидеш Прв пат така. присуствувам овде во вашата И емисија. како ти се допаѓа? Благодарна ви сум многу. Многу е убаво за прв пат. Така, ќе Немам носите, трема јас. ќе носите поздрави во Да. Могила на сите жители. И градоначалникот ќе го поздравиме. Ќе го поздравиме. И Весна ќе ја поздравиме. Весна, Да. поздрави бакнежи до сите Благодарност вас. на Весна јас дојдов. Така. Кај вас. Весна ме покани. И времето ми врви така, дома. Работно. Околу цело лето ручекот. работно, па ручек, па одмор. Секој ден така, сепак дури заврши Си имаш ли земјоделската ти некоја работа. фолија? И тоа сакав да Да, прашам. имам. Што произведуваш? Произведувам краставици, домати, пиперки, лути, благи и разни врсти домати. Зимницата ја направи? Зелка направи. И зелка Доста. стави. Стаса ли зелката? Една стаса за Митровден, за Сарма. Е, така. Повтор Сега пат за за другите зима. слави. Да. Ете така. Си Ти клаваме. што ни направи за нашата везилка, затоа те пофалија многу, дека многу убаво месиш, дека многу убаво готвиш. Што ни направи? Јас спремив прво со љубов го спремав колакот. Така. Ова ни е традиционално. Си го правиме за Свети Никола, Костадин и Елена си чекаме. Така. И за Митровден ни е купна слава. Мене. Така, посна е. Тоа е посно, Посна е погачата. брашно, вода, сол. Така. Се меси, И убави па се украси. кисни, да. Сама си го украсувам, Да. сама си го правам. Така. Го печам, потоа направив лепчина, исто, месени посни. Така, верувам дека и тие се дел од книгата. Да, Дел ова е од книгата. Од Да, книгата, да, значи од твојот книгата. рецепт, од Да. сите дами имаме рецепти во книгата. Да. Браво. Потоа со колакот, кој ќе носиме црква попо да пее, па си Ете носиме така. и ченица. Ченица. И вино. Еве и вино. И вино. Погача и пченица, тоа е важно Донесов за... гравче тавче, донесов риби ослич, Така. маслинки. Леле. Ова е и дел од славите, затоа што славските трпези без маслинка, без риба, без пченица, погача не биваат. Не. Така? Да. Која е слава на селото? На цело Баш село на е селото Костадин и Могила. Елена. Костадин и Елена. На 3 јуни. Тоа направи пиварки. А пиварки? Чекај, јас да стасам и гравчето, а си го пробам. Пробај си. Гравчето твое ли е? Ти ли го Не, произведува? купено е. И традиционалните пиварки. Пиварки. Така? Да. Така. Прекрасно. И овие се исто така посни? Посни исто од За брашно, славите. пиво, масло, да. Оревче имам натре, па се печат, па во шербет. Браво. Така. Прекрасно. И овие двете теглите ги донесов. Ох, да си ох, представам ох, тие ќе си маца ги- од туршичката. Ете така. Крстајчи Аха. на цели и ова е руска салата, ја викам јас. Мерак. Многу е уба, да си пробате. Ќе ви Значи, кажеме и рецепт, ако имаме сте мирен да правите. многу што да пробаме, Да. имаме многу што да Имаме. пробаме. Ете така. Наде, здраво живо и за тебе. Како си? Кажи ми, дали твоите цвекиња се така убави како и секогаш што ги знам? Така, уште побави. Значи, гледајте како точно за секоја моја пријателка знам, затоа што имаме многу заеднички моменти и секогаш кога и да дојдам во Битола или во Могила, без цвеќе не си ме пуштила да се вратам дома. Со исклучок за денес дека не донесе. Не можевте, сега многу патувавте. Денес така се погоди, да. И имавме други обврски. Значи, цвеќарата си функционира во Битола? Да. Така, како се викаше твојата цвеќара? Цвеќара Пресил ботаничка градина. Пресил ботаничка градина. Така, значи, твојата пасија е токму цвеќето. Цвеќе на цвеќе си оди. Велат дека нема лош човек ако не сака цвеќе, така? Супер. Наде, ти што ни направи денеска за везелка? Вие знам дека секогаш се собирате, секогаш готвите, секогаш правите, секогаш си имате заеднички дружби, средби. И кај Силви кога бев и ти си дојде. И така. Значи, тоа е убавината на животот. Срекни луѓе. Само срекни луѓе живеат така. Јас како што сакам за цвеќето малце уметност да имам и во него како што работам, сакав и нешто вака да биде нешто поинако. Се гледа дека е поинако. Денес спремив
една лепеза од црн домат. Како е ова интересно. Се сече цел Така. на парчиња, на танки ленти, се премачкува со масло и сол се става, потоа низ секое резанка се става доматче, лукче и може и сирење, ако е постно не Значи, мора. прекрасно мезе си направила. Баш е како икебана. Баш е икебана. Мора така да лечи. Да, Мора да има зелени лоти, не можам без зелени Да, лоти. верувам дека и сите овие мезиња ги ставаш на твоите трпези, нели? Кога чекаш гостите, која слава ја славиш? Митровден. Митровден и ти. Константин Јелен. А овие што се? Овие ти се компирчина. Ова е лут компир. Ова е поблаго компирче. Ова е кромит пржен со зачини со ова. Ова ти е боранија, туршија боранија. Туршија боранија. И тоа е како цвеќе. Имаш ќофтенца, имаш пилешко месо, имаме малце ребро, имаме тиквица. Се е толку многу убаво човек да му е жал да земе наде да не го расипе. Да не го расипе, ова само да го гледаш, само да го гледаш. Се е преубаво. Имаме лепче во фурна така печено. Значи, овие ти ги направи и овие се дел од рецептите на книгата, така? Но гледам има некоја лепче со црвено пиперче. Па од овие, од истите, од големите, тоа така само со црвено пиперче. Дека така може да се консумира. Одлично. И со сиренце за мерак. Е сега, не може Општина Могила представници да ни прати без колбас. Значи, тоа е... Нема дом таму каде што приоритетот не е над домашниот колбас. Сите произведуваат. Бети, здраво живо, јас не се грижам за тебе. Ти штом дојде, знам дека сите ќе имаме фотографии, сето тоа ќе биде ставено на Facebook, на Instagram, се, затоа што Бети ни дојде од Хрватска специјално за Везилка, дали ви се верува? Бети, алал да ти е. Кога ќе заврши Везилка, ќе ти испратиме назад во Хрватска, така? Ајде да видиме. Дома си е дома, така? Да, дома си е дома, е поубаво од секаде и кај да водиш. Така. Значи, овој колбас вие го правите? Да, селско е, мислам од прасина, си ги колиме. Така и си. И од месото си правиме колбаси. Браво. По вкус, убави, да пробаш да видиш. Морам. И овие се малецки, така си ги пресекла, таман, за една апка, за едно мезенце. Домашно си е домашно. Да. Мераце, каков мирис има. Друго што ни направи, Бети? Ова лепче селско. Така. Направив. И мекиците. Мекиците. Да не се спремаш ти за нешто? Се спремам, да. Се спремаш? За што се спремаш, Бети? Па за свекрва. За свекрва! Леле. Снајве да видат, гледате ли свекрвите како вежбаат дома? Вежба тиганици, прева, значи пржи, прави, да си биде спремна. Браво. Леле. Ама ова свекрва многу издашна, да ви кажам. Па гледате, ова една мекица, колкава е четворица да јадат. Така бе, Бети. До се што од Општина Могила има срце натолкаво, бавча. Нели? Така е. Значи, нема. Кај вас е се тоа многу. И кога сум доаѓала кај вас на гости, значи, трпезата како е овде во студиото, така е кај овие дами дома кога ќе им отидете, да знаете. Ништо не е поразлично и ништо не е специјално како за Везилка. Како гледате вака, така и во нивните домови. Сега да ни кажете, имаш уште нешто? Имате поздрав од Весна. Благодарам многу.
Весна, сите те поздравуваме и ти благодариме од се срце. Не можеше да дојди поради оправдани причини. Нема проблем, но таа има прекрасни представнички, општината се гордее со вас, така? Да, така. Сега ни следуваат убави празници, а си ја дочекаме и новата година и Божик, и ние повторно ќе се видиме, ќе се дружиме заедно. И следниот пат кога ќе ни дојдете на гости, инаку Силви се занимава со еден многу интересен занает, а тоа е правење на мозаик. Тоа се фасцинантни зидови, огради, чини и така натаму, но не им одаваме... Да, од уште еден поздрав. Пријателката Елица. Елка. Елка со јајцата. Така е. Многу ти благодарам, Елкичка. Бакнежи, срце мој, чувај ги јајцата. Чувај ги за да правиме торти заедно. Така. Драги мои, наздравувам за вас, за добро здравје, за среќа да ве прати. И со нетрпение ќе ја чекам нашата повторна средба. Поздрав до сите во општина Могила. На здравје! Таму долу по селото, абре лудо, абре младо, таму долу по селото. Таму има два кладенца и над ними јаболкница. Таму има два кладенца и над ними јаболкница. Јаболкница род родила, две јаболка позлатени. Јаболкница род родила, две јаболка позлатени. Ајде, мајсторе! Раце да не бидат лични. Zelena, boso mome šveda. Ej, mome
Trčeći mi čoče, mi nagazi momento, trčeći mi čoče. Ej mome bosove, ej mome bosove. Nikoj nema malele, trče da izvadi. Nikoj nema malele, trče da izvadi. Ej mome bosove, ej mome bosove. Ozolide malele, mlado to ovčače, da izvadi malele, trčeći mi čoče. Ej mome bosove, ej mome bosove. Драги наши пријатели, и ова везелка ни е закитена со преубавите членови на Центарот за фолклор Етно Илинден од Могила и од Битола. Прекрасно изгледаат, добре ни дојдовте и сакам да го најавам и да ви го представам уметничкиот раководител на друштвото, а тој е господинот Тодоровски Александар. Да. Како сте? Добри ли сте? Добри сме и ние ви благодариме за поканата, што имавме чест да бидеме присутни во оваа емисија. Знаете ли кој дојде во Везелка, веќе станува член на нашето семејство Везелка? Ние сме биле веќе еднаш пред 2 или 3 години. Така. Ова ни е втор пат. И И нема да биде последен. Нема да биде секако. Сигурно. Но секогаш сте со новитети. Да. Многу сум импресиониран пред се од се, значи, но пред се од оваа преубава носија што ја носат. Навистина уникатна и не секојдневна, посебно со тие накити, сребреници или како ги викате. Да. Мора да почнеме со тоа, би сака да ве прашам, од каде ја најдувате оваа носија? Стара ли, автентична ли е, или ваша па ја... Нашето здружение конкретен назив има Центар за едукација и негување на традицијата и фолклорот, што значи дека носиите кои што ги носат нашите членови се изворни, или ако некои нивни елементи се изработени, тогаш се изработени автентично. Се рачно изработени, одбегнуваме да биде тоа нешто со купечки материјал или со шири, тигајтани така натаму, туку тоа да се изработи рачно како што било тоа пред многу години. Ги собираме носите од терен, ги одржуваме и ги презентираме вака во вакви емисии како вашата, во други. Браво. Гледам сите носат парички на нив. Да. Што значи тоа? Вообичаено ли е или не е? Тоа е за вашата носија. Тоа е за сите носии во Македонија. Тоа е накид кој го изработувале тогашните мајстори кувенџи. Тоа се стари пари кои што врвеле од употреба, тие ги обработувале со некои нивни техники, ги ределе на синџири и луѓето ги носеле како накид. Така. А на половината жените носат скопци или пафти, кои што исто се изработени од мајстори, меѓутоа тие се со посебни техники и не се парички. Затоа што некои викаат дека парички носеле само побогатите семејства. Не, носеле сите, посебно за свечено, за свечени пригоди, било како задолжителен елемент од народната носија. Од кога е формирано ова друштво за фолклор? Центар за фолклор. И споменуваме Могила и Битола. Што значи тоа? Да. Значи имате две друштва кои што функционираат. Сето тоа објаснете ми го. Јас ќе ти кажам, Могила е полна комити, а Битола мој роден крај. Тоа е така бидејќи
нашето друштво, нашиот центар за фолклор функционира во двете општини, во Могила и Битола, тоа се соседни општини во Пелагонија, тоа го знаете. Имаме групи по училиштата и во селата во општина Могила, тоа се Могила, Српци, Ивањевци и Беранци, и во Битола си имаме сала каде што функционираме. Меѓутоа, сите, како што видовте денес во вашата емисија, сите се како едно семејство, сите се баби, дедовци, стриковци, внуци и така натаму. И тоа го представува нашиот центар Етно и Линден. Така. Инаку, кога спомнавте за од кога функционираме, ова година прославивме 15 години од формирањето. Браво, нека ви се множат. Благодариме. Честитки. Имавме концерт во Завод и музеј во Битола. И така продолжуваме понатаму. Гледам дека разликата во години е голема кај членовите. Имат и од најмали и од највозрасни. Не викам најстари, викам највозрасни, бидејќи овие млади дами и господа се со млад дух. Може би повозрасно тело, но гледам дека во нив навистина има млад дух, по тоа што го гледаме тука, нели, како играат, како прекрасно пеат и толку се ведри и насмеани да му е мерак на човек да остари. Имаат ли тука релација внучиња со баби и дедовци истовремено Овде да членуваат? нема, сега моментално овде нема, Но имаме, има во имаме, друштвото, да. така баш убаво. Инаку да напоменам дека во денешната емисија најмладиот член ни е 11, а највозрасниот 79 години. Леле, ова заслужува аплауз. Да му се множат и на најмладиот, а да му се множат и на најстариот. Сем членови на фолклорната секција, значи имаме и од најмлади до највозрасни. Што имате друго? Дали имате пејачка група во состав на друштвото, оркестар? Што содржи друго Имаме друштвото? ракотворци во склоп на центарот. Имаме музичка секција, пејачка секција и игрорна. Меѓутоа, најчесто луѓето кои играат ја и пеат, како денес во вашата емисија. Така. Истите членови се прилагодливи и можеме да ги користиме и таму и таму. Универзални, а веројатно и доста талентирани и како што рековте со ведар дух и полни со енергија да можат да ги исполнат задачите. Јас тука се приметив и некои мои колеги таму хармоникаши, еве ќе ги поздравиме и нив, сигурно камерата ќе ги фати. Колку членови броите во овој момент во вашето друштво? Повеќе од 150, а колку се не знаеме точно. Браво. Имаме, како што рековте, наш оркестар кој ги има повеќето инструменти кои ни се потребни. Денес не се сите тука, меѓутоа во наредна емисија ќе дојдеме во полн состав. Секако не може и секогаш секој да е слободен, да. Патувате ли надвор од Македонија? Имате ли настапи надвор од Македонија или само во нашата држава? Во ноември бевме во Банско, тоа ни беше 7-ма турнеја поред и така ја завршивме годината со нашите планови, со нашите реализации. Меѓутоа, ако некаде се јави потреба да настапиме некаде, секогаш сме тука. Верувам дека се закитивте со многу дипломи, медали, пехари. Да. Кади да имате така? Еве, вика членовите имаме. Сега, а ти да ги израдуваш членовите, каде ќе патувате 2026 година? Имаме доста понуди, доста турнеи, меѓутоа... И мене и Спасен ќе не викнете. Ние се само покануваме, да знаеш, тоа не е поканети сме. Еве, поканети сме. Благодариме. Каде ќе одиме, Спасен, ајде да видиме каде ќе одиме. Имаме доста понуди, имаме за низ Европа, имаме за соседните држави за секаде, за Турција, па во зависност од финансите, толку и реализации ќе има. Така, се разбира. Значи, тука треба да помогне општина Битола и општина Могила. Да. Па и Министерството за култура се разбира. И разбира. Министерството за култура се подразбира. Воедно, верувам дека сите три институции ќе помогнат. А кажете ми, кој стил на фолклор го негувате? Кој ви е, значи, примарен? Првенствено имаме изворен фолклор, тоа се најповеќе фолклорот од Битола и Битолско, односно Пелагонија, старите битолски песни и пелагониски, традиционални ора и песни, меѓутоа имаме стилизиран фолклор за фестивалите кои што бараат, малце подинамична игра. Имаме и тоа и тоа. Браво. Вие сте дипломиран етнолог. Да. Така, значи совршен спој на вашата професија со ова што го правите. Вие сте биле претходно игрорец, така? Да, и се уште сум. И се уште сте? Да.
Ќе го видиме ли во тек на емисијата како играте? Може ли да заиграте и малку и вие, а? Може. Може на крајот да се фатите? Јас верувам дека ќе го убедиме. Да. А сега да видиме што ќе погледнеме за крај од вашите игралци. За на крај ќе проследиме едно битолско традиционално оро, се вика куцано оро, кое што е куцаното, карактеристично за Пелагонискиот регион. Браво, супер. Да. Па да ве погледаме. Фала, ви благодариме многу. Ќе уживаме.
Лице криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвараш. Кој те мамел лична Јовано, дека друга ми е срцево. Лице криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвараш. Немој не плачи, лична Јовано, срцево што бие в гради ти е таксано. Солзи избриши, лична Јовано, ти се колнам, не сум душо, либе неверно. Lična Jovano, srcevo što bije v gradi ti je taksano. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se kolnam, ne sum dušo, libe neverno. Moja Jovano, lična Jovano. Епа, драги пријатели, дека годините само се бројка, тоа ни го покажа овие преубави членови, прекрасни членови, кои што сега ги гледаме со куцаното, пола могилчани, пола битолчани, ама го изигра за мерак. Ние ќе мора да се одјавиме, но останете со нас, одиме со уште една песна за крај, која што ќе ја играме тука сите заедно. Верувам дека и вие во вашите домови ќе си станете, ќе си заиграте околу вашата масичка и ќе си го направите ово неделно попладне за мерак. Како и ние што си го направивме, Спасен. Бидете ни здрави, живи, срекни и весели. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав од сите гости во студиото на Везелка.